Сега не е што и за дечињата. Јас кажав за дечињата, но сега е за дечињата. Колешката повторно ќе ја вклучиме на Ленкивана Крстевска Јаневска. Ти кажав добро утро, но зошто да не уште еднаш да ни е убаво утрото. Сега ќе разговараме со Наташа Дуковска, која е автор и ќе имаме повторно, ќе зборуваме за книга, промоција на книга, меѓутоа и театарска представа за оние најмилите, а тоа се дечињата. Така да, Ивана, ќе ве оставам и со внимание, како и јас сигурно и гледачите, ќе го слушаме и овој разговор. Да, добро утро, Слободанка, уште еднаш до тебе и до сите наши гледачи. Ве поздравуваме ова утро од јавна соба, каде што токму внедела на 19 ноември со почеток во 13 часот и 30 минути ќе се одржи официјалната промоција на книгата за деца или сликовницата Лефти и Рајти си најдоа дом. Покрај тоа што ќе има промоција на книгата, ќе има и театарска представа токму по оваа книга, но и по завршувањето на представата ќе има интересна едукативна работилница за сите дечиња кои што ќе бидат дел од овој настан. Ова утро повеќе за Лефти и Рајти си најдоа дом и за се она што ќе се случува овде внедела ќе разговараме со авторката Наташа Дуковска. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Чест ми е навистина што и ве можам да ви честитам пред официјалната промоција за Лефти и Рајти си најдоа дом. Добро утро. И од мене благодарам на поканата. ТВ Алфа е првата телевизија за која што ќе го испромовираме овака. Инаку да, сите се поканети дечиња од 4 до 8 години, отприлика е целната група за и за сликовницата, меѓутоа и за театарската представа и работилницата за деца. Меѓутоа, нели, за мене сликовницата и цртаните никогаш немаат возраст. Ја до ден денес гледам цртани, сум љубител, нели, на сите работи, така да не би ги ограничувал. Да, и пред почетокот на разговорот си зборувавме за тоа колку занимираните цртани, тоа што ќе проследиме во блиска иднина. Што е Лефти и Рајти си најдоа, односно што е Лефти и Рајти, Наташа, ќе ни откриеш ли? Да, како што спомна, сега во јавна соба ги имаме во недела, ќе ги запознаеме Лефти и Рајти, односно ние велиме обликите оживуваат во недела во јавна соба. Тоа се една блузичка која што се вика Лефти и Рајти се панталончињата на едно девојче кое што во првата сликовница за нив, посветена на нив, ќе ги вдоми и ќе си го најдат својот дом во незиниот плакар. И ќе ги следиме авантурите со обликите во плакарот, кога ќе ги носи девојчето, што доживуваат, една нова перспектива на цел еден свет на обликите. Така, интересно за сите дечиња, особено за возраста која вие споменавте од 4 до 8 години, не дека нели поголемите нема да ги интересира малку поголемите, но покрај тоа што ќе ја има промоцијата на сликовницата, официјално нели ќе можат да си ја набават, да си ја имаат во својот дом сите дечиња, ќе има и театарска представа. Што ќе понуди представата? Со театарската продукција Театар за тебе малку спонтано излезе ова, кога ја виде Изабела сликовницата, речево многу лесно можам да го адаптирам во театарска представа, во која што ќе ги запознаеме дечињата со ликовите, како се случило од еден излог да дојдат во дом на едно дете. Така да ќе видиме, ова е премиера, ќе видиме како ќе помине и се надевам дека ќе дојде на редовниот репертоар на јавна соба во недела. Исто така, како што спомна, има и работилница, односно ќе пробаат сите дечиња во групи да направат собствени маечки, во кои што тие ќе ги отсликаат и ќе бидат креативни, да видиме како ќе излезат и потоа ќе ги изложиме маиците. Да, дали претходно треба и некаква најава, резервација за да се биде дел од театарската представа? Верувам дека нели бројот сепак е ограничен, ќе треба да има место за секое детенце да се седне? Да, бидејќи практично секој дете на таа возраст доаѓа и со родител, да не се створи гужва, најдобро да се резервира местото. Меѓутоа денеска ми најавија дека најверојатно и втор термин ќе се отвори, значи веднаш после неа во 3 часот ќе имаме втор термин, бидејќи сакаме сите да ја видат. Така, тоа значи дека првиот веќе може би е резервиран целосно, за тоа ќе имаме и втор термин. Имаме ли во кој период ќе биде? Првиот е во 13 часот и 30 минути? Вториот е 15 часот, ама значи околу час и нешто трае сето тоа со
активностите со театарската представа, со работилницата и така натаму. И понатаму во 15 часот веќе мислам дека сме спремни за втората представа. Што ќе се научи на работилницата, што ќе имаат можност, сепак нели се работи за едукативен карактер, што ќе имаат можност децата да слушнат, да видат, да научат ново? Па вака, не знам дали ви тикнува на еден цртан кој што јас многу го сакав, меѓутоа идејата е зачната уште пред да сум го гледала Toy Story или приказна за играчките, кај што гледавме дека тие имаат некој свој таен свет кој ќе се затвори вратата, тие меѓу себе комуницираат, сакаат да бидат омилената играчка на детето. Ја мислам дека на целена перспектива нова, што е поважно да се разбуди фантазијата на едно дете, дека секоја облекичка практично кога е со него се радува и дека треба таа да биде убаво здиплена, дека треба да се постави, да си има свое место во плакарот и дека си има свој живот практично. И колку помалку ја извлекаме и помалку се пере, помалку се аби, што се вели, облеката подолго ќе живее. Да, навистина едукативно, буквално за возраста во која што веќе треба децата да осознаваат нели повеќе за облеката, но и како да си ја начуваат и да внимаваат. А на истата што ќе се случи, Наташа, откако Мими ќе ги однесе дома лефти и рајти? Вака, морам да ви кажам дека ова е првата епизода која што ја размислуваме од серијалот Сликовници лефти и рајти. Првата е дека како едни облеки се вдомуваат, на некој начин стануваат во излог и како ги бира едно детенце и понатаму го следиме животот во домот на детето. Така што ова е буквално тој пат. Иначе во плакарот ќе видат многу други облеки. Јас кога си ги замислував лековите, тоа се, значи никогаш доаѓа тенис, дресна од тенис, па тој е испотен, па си мириса, па вика дај молим те, па има некои важни фустанчиња кои што се прават важни. Значи секој од облеките си имаат карактер, ама понатаму тој ќе се развива тој свет на облеките, ќе има различни што се вика перипети. Инаку планираме и една новогодишна едиција за лефти и рајти, која што исто така ќе си има некој своја театарска и представа токму за нова година. Наташа, уште наш честитки за ова премиерно издание, за ова новороденче, можеме така да го наречеме, лефти и рајти си најдоа дом. Ви посакувам да продолжи нели она што го имате нели замислено, да има повеќе едиции, односно да продолжи приказната и епизодите на лефти и рајти. Благодарам. А секако ќе ги поканиме сите оние кои што сакаат да уживаат внедела со своите дечиња или бабите и дедовците со своите внуци, да дојдат внедела токму овде во јавна соба и да ја проследат оваа театарска представа, секако и да можат да се запознаат нели со лефти и рајти, кој што навистина изгледа доста интересно и примамливо за да се прочита и да се има нели секако во својот дом. 13 часот и 30 минути е почетокот на првата представа, како што спомена Наташа, ќе има уште една, па да се надеваме дека секоја следна недела ќе ја има оваа театарска представа заедно со работилницата токму овде во јавна соба. Убав настан и оваа писателка ќе ја поздравам како и претходната. Колку нашите писателки се убави, пред се, но и полни со позитивна енергија, поготово кога се пишува за дечињата.